Епидемијата во Гостивар полека се стабилизира. Според последните информации на Министерството за здравство, за 41% намален бројот на нови прегледи. Во општата болница доктор Ферит Мурат Гостивар се регистрирани 60 нови прегледи на инфективното оделение, 37 нови прегледи на педиатриското оделение и 11 прегледи во ургентниот центар, односно вкупно 108 нови прегледи. На инфективното оделение се примени 20 нови пациенти на болничко лекување, додека на педиатриското оделение нема нови хоспитализации. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 87 прегледи во дежурната служба и 17 повици до идната медицинска помош, велат од здравство. Според министерот, здравствената состојба е под контрола, а приоритет за Гостивар сега ќе биде да се врати во употреба водоводната мрежа. Работи на планот на враќање во употреба на водоводната мрежа. Тоа ќе вклучи постојани проверки на квалитетот на водата на излезни точки во градот, како во болницата, во градинките, во верски објекти, јавни чешми и ќе започне планирањето. Во меѓувреме, главниот штаб при ЦУК на денешната вонредна седница побара од општината Гостивар итно да ги дефинира критичните локации и лицата за контакт, за да може техничката вода веднаш да стигне до објектите од витално значење. На помош за снабдување на граѓаните на однапред одредените пунктови се вклучуваат уште 6 општини: Куманово, Тетово, Дебар, Кичево, Кавадарци, Неготино, кои испраќаат сопствени цистерни. Во поддршка се приклучува и армијата, која веќе ги стави на располагање своите 2 цистерни, подготвени да излезат на терен, штом за тоа се укаже потреба. Истовремено Институтот за јавно здравје, јавното претпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат со засилени теренски испитувања на квалитетот на водата, а резултатите редовно ќе ги доставуваат до главниот штаб при Центарот за управување со кризи, соопшти од ЦУК. Најважно во моментов е да се обезбеди техничка вода за гостиварци и вода за пиење, вели премиерот Мицкоски. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Веќе 3 лица се идентификувани како такви. Јас колку што знам, определени се мерки за обезбедување, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале. Владината служба за општи и заеднички работи продолжува со испорака на питка вода до гостиварци, додека ЦУК апелира до сите граѓани доследно да ги следат упатствата и новите соопштенија од институциите. Тамара Дичевска, Сител телевизија.